Продолжуваме со делот наменет за здравје. Нашата денешна тема е и денешниот светски ден на срцето. Ке зборуваме за тоа зошто кардиоваскуларните заболувања се најголемата причина за смртност не само кај нас, туку и во речиси сите земји во светот. Меѓутоа и колку ковид пандемијата сето тоа го стави во втор план, односно луѓето и не се свесни за ризикот од овие заболувања. Мој денешен гостин е доктор Иван Трајков, кардиолог во клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Трајков, јас ви благодарам што сте наш денешен гостин. Добар ден, благодарам за поканата и на светскиот ден за срцето да се видиме, кој што се надевам од денеска нема да биде и само овој ден, кој што треба да потсеќаме кој е најголемиот убиец во светот кардиоваскуларните заболувања. Така, до 2019 година, додека не почна пандемијата со COVID-19, обично на овој ден, меѓутоа и во други денови, еве и ние како новинари секогаш информиравме колку се сериозни кардиоваскуларните заболувања, дека најмногу луѓе во нашата земја умира токму поради кардиоваскуларните заболувања. Меѓутоа овие 2 години некако се е сведено, ако имаш висока температура, провери да не си позитивен, ако имаш аритмија, може да е симптом на COVID-19, се подзаборавија ли овие заболувања, односно ризикот од овие заболувања? Нажалост точно, не само во Македонија, туку и глобално. Оваа пандемија малце здравството го тргна на друг колосек, бидејќи овие инфективните симптоми станаа број еден ризик фактор за нашето здравје, но од друга страна имам чувство дека го подигнаа малце свеста на луѓето да побараат било каква лекарска помош, па меѓу другото и кардиоваскуларна консултација. Но точно е дека малку се заборави за големијата причина во светот за смртност, кардиоваскуларните заболувања, и токму и тоа е и логото на Светската здравствена организација, да го слушаме срцето, да го користиме срцето за другите, така и слоганот Use to Heart, за да срцето ни биде водител, тоа што а не другите болести за превенција на кардиоваскуларните смртности. И за жал бројките растат и покрај сите наши напори, еве со децении на кардиолозите и на сите доктори, според последната статистика, ја не ќе многу статистички бројки, но погубни се, например, во 2020 година над 18 милиони луѓе, независно од ковид, починати се примерно или од втор степен од кардиоваскуларните заболувања. Бројката не е баш охрабрувачка. Така, јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин доктор Трајков, кој што е кардиолог во клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Трајков, имајќи во предвид пандемијата, дека 2 години живееме во пандемија, колку луѓето, оние што имаат кардиоваскуларни заболувања, одат редовно на контроли или пак поради страф од COVID-19 седат дома и сето тоа допринесува да дојде до влошување на нивната состојба? Еби, вашето прашање, пак за ковид се враќаме, а светската баш денеска беше, од денеска да започнеме веќе ковидот да го забораваме помалце, дека пред се ризик факторите за здравото срце се причина кој што треба да ја потенцираме. Ке дојдам и до вашето прашање, дека овој начин на помалку физичка активност, помалку комуникација со блиски пријатели го зголемува ризикот од кардиоваскуларната приказка. Сигурно ние не велевме дека треба да останеме дома во ковид, имаше периоди кои што требаше да останеме, но редовната физичка активност е тоа што апсолутно мораме да се вратиме на она пред 2 години, како што беше, се надевам, во Скопје и во Македонија. Да, нажалост, сите состојби на организмот ги поврзувавме дали има или нема температура и дали е тоа нешто со оваа инфекција кој што не фати неспремни малце нас докторите, но мислам дека доволно имаме сега информации во кој правец треба да одиме околу таа гледна точка, но никогаш, пак да се вратам, тоа и пак е мотото, срцето е тоа што треба денеска да го потенцираме. Основните ризик фактори сите ги знаеме, проверка на крвен притисок, проверка на маснотиите, пред се холестеролот, за пушењето, знаете што ќе ви кажам, апсолутно дека тука е еден од најголемите ризик фактори, редовни контроли за постојање или непостојање на шеќерна болест, одредена диети, односно исхрана кој што ќе ни го тоа подобри, сега да не повтораме, на медитеранска блиска исхрана, помалку сол
и нешто што се воведе ново и треба се повеќе да збориме за загадувањето во градовите посебно, значи што повеќе да најдеме време да искочиме од градот. Еве да не зборуваме за ковид пандемијата, ќе зборуваме до оние бројки или статистика што ја имавме до 2019 година и тогаш претпоставувам и сега. Се повеќе се намалува возрастната граница, се повеќе млади лица имаат кардиоваскуларни заболувања, меѓутоа зошто млада популација да има висок крвен притисок? Да, ковидот не е причина за тоа, иако според статистиките од оваа година од прилика 10 години се намали просечниот животен век заради пандемијата, што нели исто е една бројка која што е за плашење, али тачно е дека за жал таа граница кога ја почнав да учам медицина беше малце повисока за кардиоваскуларните болести, најверојатно начинот на живење, начинот на исхрана, уште повеќе и намалувањето на редовната секојдневна физичка активност доведува до еден од главните фактори покачен крвен притисок, кој за жал е состојба кој што нема типични симптоми, еве, ковидот има температура, па ќе не натера на доктор, покачениот крвен притисок има некои во почетокот нетипични лесна главоболка, лесен замор, лесно нели немоќ, кој што никош како млад човек не би ги препишал дека треба да оди на доктор, но тоа се симптоми кои што се многу битни за нас кардиолозите, кои што треба да дигнеме едно црвено знаменце за да дојде на преглед и се надевам со повтарањето на да не биде само овој светски ден на срцето, дека да се вратат пациентите кај докторот. Тоа е многу битно поради тоа што се воведе еден нов термин на дигитална медицина, кој што и дигитално здравје, digital health, кој што за жал ствара основа да испуштиме голем број на наши пациенти и договарањето по телефон или други начини на комуникација за жал се зголемија кардиоваскуларните случаи. Еден пример од што има држави кои што голема статистика као Данска, се зголемил процентот на мозочни удари од прилика 30% во ковидов, не заради ризик факторите, туку една од најчистите причини, а причината е срцето, појава на еден одреден тип на аритмија кој што прави мали тромби и неодењето на редовни контроли го зголемил мозочниот удар кој што спаѓа во кардиоваскуларни болести. За жал да ги вратиме пациентите во амбуланта што побрзо за да ги заштитиме. Секако ќе зборуваме за тоа лекување по телефон, меѓутоа е она Google медицина, меѓутоа да им дадеме предност и на нашите гледачи, веќе имаме гледач на линија. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. До прашање на докторот, поздрав за докторот, сакам да го прашам, имам проблем, имам масноти 9,2, имам проблем со срцето, имам хипопаратироидна жлеза меѓу срцето, тука на левиот предел, и ми дава тешко дишење и не можам да се уморувам, често уморување имам. И така да сакам да го прашам докторот дали влијае маснотијата врз срцето и дали треба да се направи хитен преглед, да се направи пак штетна кореографија за да видат дали има нешто за пишување. Високи маснотии, да. За жал, еден од трите најголеми ризик фактори се покачената вредност на холестеролот, во конкретниот случај вкупниот холестерол, ама све што е над 6 спаѓа во една бројка која што е алармантна и пациентката треба подхитно да, ако до сега не била преземен третман, значи една предлог за одреден тип на промена на навиките и истовремено одма започнување со лекови кои што за да го намалат овој вкупен холестерол, лекови кои што ги имаме на нели моќни, но апсолутно намалувањето целните вредности за како што е за пациентката, тој холестерол треба да биде далеку под 4, значи имаме многу работа и за жал не е единствен случај. Мислам дека праша дали треба да направи коронарографија или пак некоја друга кардиолошка дијагностика. Нели една метода сликовна која што ќе ни покаже дали се работи, но до пред коронографијата треба се направат испитувања кои што ќе ни покаже дали пациентката има болен коронарен систем, тоа се нели одредени, али за да не дојде до тоа не е работата да се повтараат такви инвазивни методи, туку треба ризик факторите, што е и целта на денешниот ден што правиме муабет, да добро контролиран, одлично контролиран крвен притисок, одлично контролирани масноти,
одлично контролиран шекер во крвта. Значи здраво срце. Апсолутно. 75% ќе го намалиме ризикот за повторување на вакви коронарографии, поради тоа што ако ова секој наш пациент, почнувајќи од докторите, се придржуваат кон ова, скоро над 70% од ризик факторите можеме да ги намалиме, не преку ноќ, фала Богу, али придржувањето со ова, значи ќе имаме поздрава популација, апсолутно. Така. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам да прашам за една личност, има 70 години, прилично полничка женичка е. Откриена пред неколку години аортата проширување, беше 48 мм. Во јануари прележа ковид, на вчера на прегледот покажува 51 мм. Зголемена е аортата. Да напоменам, не е пушач, пие апчиња специјални што се доделени од интернистот. Нема масноти во крвта, нема ништо друго освен аортата што се зголемува и нема висок крвен притисок. Ме интересира дали може некаква хируршка интервенција да се направи, бидејќи прилично голема е проширувањето е големо. Ви благодариме за прашањето. Проширувањето на аортата е една од компликациите директно или индиректно врзани за овие ризик фактори, кога што чувме, пациентот нема покачен крвен притисок, нема масноти во крв и така натаму, значи останува во оние 20% кои што има одреден проблем во градбата на зидот на артериите, првенствено на аортата, и бројката над 5 сантима е веќе алармантна за почести контроли. Според нашите водичи, све што е над 5,5 бара не ургентен, али бара хируршка интервенција. Овде е една зона која што е помеѓу 5 и 5,5. Треба чести контроли, треба, колку што разбрав, е обезен пациентот, значи обезноста е еден од огромен фактор, не сакан и како ризик фактор и за појава баш на вакви компликации околу аортата и другите крвни садови. Да, треба строго следење, доколку аортата има и една валвула која што е главната артерија што излегува од срце, доколку и таа не е вклучена во болеста, тогаш има простор за чекање, но апсолутно е пациентот многу близко до хируршка интервенција. Имаме уште еден гледач на линија, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до вашата емисија. Ни благодариме. Мојот сопруг има прележано корона и има на бронхопневмонија имаше. Во наодот од снимката од белите дробови, меѓу другото дека постои бронхопневмонија, има напишано синуси слободни, срце аортално, појачан лак на лева комора. Па ме интересира што би значило ова, да ми објасни докторот. Дали ова некоја пост-ковид состојба или... Не. Значи, срцето има своја структура и своја форма кој што често колегите од рентген ја опишуваат вака силуетата. Битно е апсолутно дали пациентот е дополнително ризик фактор, бидејќи ковидот директно не довел до оваа приказка сигурно, дали е тоа покачен крвен притисок, дали е одреден тип на аритмија и така натаму, да се исклучи со еден рутински ехокардиографски преглед, да се исклучи постоење на така наречена срцева слабост со намалена истисна фракција, што е многу битно кај овие пациенти и посебно пост-ковид пациентите. Не би требало да загрижува многу пациентот и сопругата или не знам што било што се јави, но да, треба врз основа на рентген, тој е прв преглед, но за да се додиагностицира бара дополнително, значи ултразвучен преглед на срцевиот мускул кој што ќе ни покаже дали се работи или не се работи за срцева слабост. Еден рутински преглед следен на кардиологија ќе ја реши прашањето. Така. Доктор Трајков, во одговорот на една од нашите гледачки споминавте се што е над 6 кај холестерол е веќе ризик. Што кај оние што име, да кажеме 10, па имаат и висок крвен притисок, па имаат и обезност, односно зголемена телесна тежина, што би им советувале веднаш да направат? Покачениот крвен притисок и маснотиите во крв од една страна со начинот на живот, али уште побитно е
навремено оптимална фармаколошка терапија, односно да пијат лекови. При тоа што секогаш нашиве пациенти, посебно во Македонија и на Балканот, дали може на природен пат да ги намалам маснотиите, дали може по природен пат да го намалам крвниот притисок. Да, нека пробат сите методи кои што се познати и непознати од така наречената природна медицина, но медицината заснувана на докази кои што модерната медицина ја поштува, на редовното навремено прекинување, односно регулирање на крвниот притисок, регулирањето на маснотиите, како што кажав, телесната тежина, редовната физичка активност и прекинот на пушење, 70% го намалува ризикот за следните 10 години кај нашите пациенти. За жал, резултатите у Македонија се спротивни. Ние спаѓаме во една црвена зона во Европа, кај што кардиоваскуларната смртност е далеку повеќе него малигните болести, за разлика ако споредиме скандинавски земји, Шпанија и Франција, кај што е обрнуто. Зборам само за Европа, не зборам за надвор. Значи имаме многу работа. Дефинитивно, пак ќе кажам, да се вратат пациентите во амбуланти, за да што повеќе вакви разговори ќе дојдеме до целта заедно. Така, исто имавме прашање да разјасниме да не мислат пациентите кои што имаат вакви проблеми дека мора да се направи коронарографија. Кога се прави оваа метода? Коронарографијата е една метода за детектирање на стеснувања, познати во народот, односно појава на атеросклероза на крвните садови во срцето. Тоа е една рутинска метода и во Македонија и во Аџибадем Систина, кој што правиме секој ден, многу ни покажува, но не е процедура прва кој што треба да се направи. Значи, пак ќе кажам, овие сите превентивни, редовни контроли од електрокардиограм, коронарен стрес тест, значи што многу ни покажува, ултразвучни прегледи и ред други доплер исследувања на крвните садови ќе ни покажат дали тој пациент има потреба од такви рутински коронарографии. Друго е кога збориме за акутна срцева приказка, значи акутен коронарен синдром, тоа е миокарден инфаркт, тука приказка нема, е доминантна процедура која што треба да се направи што побрзо за да го зачуваме мускул, односно да ја отвориме таа крв, дека миокардиот инфаркт е запушена артерија на срцето и ништо друго. Така. Доктор Тариков, бидејќи времето веќе ни одмина, овде ни е крајот на емисијата, еве за крај еден апел, на порака од вас до граѓаните, посебно до младата популација на овој светски ден на срцето, како да имаат здраво срце. Како што кажав, мотото е користи го срцето да дојдеш до здраво срце, тоа значи да излезат од дома, да ги остават колку што може да бидат поактивни, не само младата популација, зборам за сите, чести контроли на крвниот притисок, и оние што пијат лекови и оние што не пијат лекови, истото зборам и за нивото на холестеролот, да се придржуваме, зашто Македонија, фала Богу, се уште има многу близко до здрава исхрана, значи да ги користиме нашите ресурси на овошје и зеленчук, секојдневна, како што кажав, редовна физичка активност, помалку сол, телесната тежина колку што можеме да ја контролираме, односно да ја намалиме, и пак ќе кажам, бар еднаш годишно контрола на овие параметри ќе го продолжи животот неколку пати, неколкократно. Така. Доктор Трајков, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин. Се надевам дека овие апели, овие совети ќе стигнат до нашата популација, односно до граѓаните кои што не гледат и ќе имаме што помалку пациенти кои што ќе починат од како причина на кардиоваскуларни заболувања. Се надам и јас. Благодарам. Она што сега следува е блокот реклами, па се враќаме во студио.